Почитувани гледачи, започнува уште едно издание на Рапорт, кое го посветуваме за најактуелните случувања во регионот. Дали на македонското водостопанство му требаат брани и акумулации. Изградбата на големи брани, мали акумулации, рехабилитација и санација на постоечката инфраструктура, како изработка на финансиски план за потребните трошоци за сите инвестиции е предвидено во новиот акциски план за македонското водостопанство. Вода има, него тие што го крадеа дека са парите, водни заедници. Имаше водни заедници, Тракање и Чешино. Тие да се најдат дека са парите. И за тоа пропадна нашата водна заедница. Јас сме Тракање, неуточна водна заедница, сега сме уште ликвидации. Разбираш ли? Да се фанат криминалци. На кое ниво треба да бидат отпразни? Односно, тоа е повеќегодишна студија од самото проектирање на самите брани. Значи, до реализација нивна, до нивна употреба, точно се има пропишено колку треба да бидат отпразни во кој дел од годината, согласно значи со метеоролошките услови. Знаеме дека за пред некои години беа доста сушни периоди, имавме недостаток на вода. Гостин во Рапорт е директорот на водостопанство Брегалница од Кочани, господинот Николчо Гоцев. Добро вечер, господине Гоцев, и добро дојдовте во Рапорт. Добро вечер, добро ве најдов, благодарам за поканата. Господине Гоцев, вие однодомна станавте директор на водостопанство Брегалница. Како го затекнавте ова предпријатие? Дали треба нешто да се менува? Па, заклучно 1 февруари сум новоназначен директор на АД водостопанство Поддржница Брегалница. Поддржница Брегалница е најголем систем во Република Македонија, да не речем и на Балканот. Во Поддржница Брегалница ги има точно конкретно сите елементи кои што другите поддржници во Република Македонија ги имаат посебно. Ние ги имаме сите на едно место, така да е најкомплициран, најголем, најсложен. И се надевам како што бил најдобар, ќе бидеме најдобри и понатаму. Така, деновиве се случија многу врнежи. Колку овие врнежи ќе подобрат хидролошката состојба и полнењето на акумулациите? Па тоа е позитивно. За сите нас, како за нас водостопанство, така и за земјоделците. Акумулациите се скоро веќе полни сите, некои се веќе и на прелив. Очекуваме уште некои минимални дождови, сепак тоа го следи Хидрометеоролошкиот завод, добиваме инструкција од нив, полни се акумулациите, тоа е тоа. Така, стабилно ли е нивото на водата во овие акумулации? Во регионот постојат ли некои опасности? Па вака, значи пред полнење на самите акумулации се води една математика на кое ниво треба да бидат отпразни. Односно, тоа е повеќегодишна студија од самото проектирање на самите брани. Значи, до реализација нивна, до нивна употреба, точно се има пропишено колку треба да бидат отпразни во кој дел од годината, согласно значи со метеоролошките услови. Знаеме дека за пред некои години беа доста сушни периоди, имавме недостаток на вода и често беа значи полупразни на некој начин браневи. Сега кога имаме премногу врнежи се веќе со прелив. Така да ова ние не сме го измислили, нити можеме нешто да измислиме, едноставно може да се вклопиме во тие пресметки и да ги следиме состојбите. Заклучно со нас, значи истата работа ние што работиме, добиваме инструкции и голема помош од Центарот за управување со криза и тие ги следат истите работи, значи збориме хидрометеоролошките ситуации, нивото на браните, така да во некои ситуации кај што не сме сигурни, тие ни даваат нивна помош. Така, дали и колкави штети нанесоа овие поплави? Дали нанесоа поголеми штети? Поплавите сега што настана, ако можеме да ги кажеме поплави, нели, немаме во населени места. Зборам, значи, во населени места, во селава и во општините се уште нема поплави. Во земјоделско земјиште има излевање, намерно излевање на водава, со цел за да се спречат баш тие штетни последици на поплавите во населените места. Така, во каква состојба е главната детална каналска мрежа на хидросистемот Брегалница од Кочани па се до Лозово? Знаете, тоа е со години проблем кој што за жал не се вложува ништо таму, не е тоа дека ние не сакаме да вложиме, туку такви се со ситуациите, таква е состојбата затекната и еве до ден денес се обидуваме само да крпиме дупки. Меѓутоа постојат и инвестиции во моментот каде што на конкретни парцели детали вршиме
санација на некои делови, односно на, да речеме, моментално на ГК-18, целиот тој 6,9, скоро 7 километри канал го од отворен тип го правиме во цевки. Така, кои водни заедници во моментов се во стечај? Сите 18 водни заедници кои што се на областа на Брегалница се пуштени, значи, во стечајна процедура, кои што со стечени управници си ја терат нивната работа. Дали размислувате како алтернатива за компензациони базени? Па ние имаме неколку компензациони базени, како што ви спомнав за санација, реконструкција, рехабилитација на ГК-18, проектот на Министерството за земеделие. Тој е поврзан со нашиот компензационен базен, така да размислуваме во таа насока, секако детално постепено работиме и се надевам дека и наскоро ќе бидат и тие дел по реализација. Така, овде предлагам да погледнеме што се случуваше изминативе денови кога имаше поголеми врнежи и што мислат граѓаните и дали се задоволни од работењето на водостопанство Брегалница. Постојано се зголемува водостојот на Брегалница која што поплави земјоделско земјиште, а се заканува да поплави и куќи. Посебно критични места се Чифлик, Облешево и Кучичино, каде што водата доаѓа многу бргу и жителите стравуваат од поплави. Мислам дека од лани дека и повеќе вода ќе доаѓа сега момент како што иде водата, може повеќе да доаѓа помалку не од лани 100%. Имате ли нешто поплавени куќи? Сега моментално још немаме. Имаме у подрому, имам нешто поплава, али не е толку. Лани на време не се беа отвориле тие патишта тука што да провие водата, нападна на еднаш и беше нуринало таа у дворот. Целиот двор ни беше поплавен туку кај нас. Добивте ли вода и вреки што се потребни за поплавите? Да, добиме. До каде е стигната водата до вашите куќи? Па те тука сега наидува моментално. Озгоре повише дело, сега тој ќе дојде доколку ќе има, ако прекопа доле може да се извлече, да се повлече подоле на кај Чишиново према Злетовица. Ако не идува повише, ќе има поплава како лани. Тука лани копаат целата вода. Па трети пат ја ова се. Пред 4 години, па лани, сега па поново, значи обновува поново. Браната многу рано ја затворат и многу врнежи. Сега покосно заврна нов снег, а топлината си има своја, почна да се топе одма на брзина и Кочанската река е пуштена, браната и онаа другата напунета е, мора да ја пуштат. Прети опасност да направи проблем браната, чим има повше водостој. Општините обезбедија и флаширана вода за пиење за местното население и за училиштата, а механизацијата работи на терен. Инаку, река Брегалница со излевањето го отсече селото Теранци, со што го поплави локалниот пат Облешево-Теранци. Се наоѓаме на локалниот пат Теранци-Облешево, кој е поплавен од реката Брегалница. Инаку имаме поплавени земјоделски површини тука повеќе, а исто така и во Чифлик веќе приближува и до околните куќи. Состојбата будно ја следат од водостопанство Брегалница, откаде што велат дека водостојот е зголемен и на реките, а секако и на браните Калиманци и Градче. Тука поплави има само на земјоделски површини, претежно оризови полиња. Инаку, од селото Мојанци и Грдовци, целото земјоделско земјиште долж реката Брегалница е поплавено, се до Злетовска река кај Уларци. Одговорните од водостопанското предпријатие постојано се на терен и ја следат состојбата со браните Калиманци и Градче и велат дека засега е под контрола. Доаѓа 49 кубика, а долу на кубица 18 кубика. Брана Градче останува исто 45-21, од кои што тоа бъде 4 кубика во секунда. Напред доаѓа 3,7 кубика и 1,1 на темни пристист. Еве како што може да се види, нема поплавени големи површини, иако во водни подот има некои мали делови од полето, во
Чешиново и Облешево има малку патено и во Чифлик. Во Чифлик е критично да пуќе таму, тоа што екипи се извезени, интервенираат со поставување со ваѓањето на град. Временската прогноза вели дека и утре ќе биде стабилно, а нови врнежи од дожд се очекуваат в четврток. Инаку, локалниот пат Долни Подлок-Облешево, кој што викендов беше затворен за сообраќај поради надојдените води, денеска е способен за сообраќај за сите видови моторни возила. Тешка механизација е на терен и го чисти каналот на Кочанската река кај Облешево. Отворен е процеп на реката кај селото Чифлик за да истече водата во Брегалница со цел спречување на водата да навлезе во селото. Затворен е наводнителниот канал кај Чешиново со цел спречување навлегување на Брегалница во селото. Заради заштита на населението доставени си вреќи со песок по 5000 во поголемите општини Штип и Кочани и по 2000 во Чешиново, Облешево и Карбенци. Инаку долж течението на река Брегалница, критична точка е местото кај Долни Балван. Се наоѓаме на местото на вливот на река Злетовица во Брегалница, кај ободниот канал кај Уларци, каде што е најкритична точка за можни изливања на река и за можни поплави на земјоделско земјиште. Инаку се работи на повеќе места во општината Кочани и Чешиново, Облешево. За Кочанска река се чисти каналот кај Облешево, а исто така се работи и на отворење процеп кај Чифлик, за да може да истече водата во Брегалница и да се заштити населението и стоката. На друго место каде што се чисти, направен е насип на спречување на водата на Брегалница за да не влезе во селото Чифлик, а исто така се прави и затнување на наводнителниот канал за да се спречи навлегување на река Брегалница кај Чешиново. Кај место каде што се наоѓаме, исто така машина работи на река Злетовица кај Уларци за да се спречи влегувањето на водата во населените места. Инаку дотокот на вода, односно излевањето или преливот на браната Калиманци и на браната Градче е некаде над 4 метри кубни во секунда вода, што значи дека со обилните врнежи кои следуваат во текот на попладневните часови и во текот на утрешниот ден се до вторник се очекуваат и поплави на земјоделско земјиште, но за да се спречат поплавите на населението како што беше ланската година, да не се случат ланските поплави, обезбедени се над околу 5000 вреќи со песок за поголемите општини, станува збор за Кочани и за Штип, а 2000 вреќи за Чешиново, Облешево и Карбинци, односно помалите општини. Добре. Кажете ми со водостопанското предпријатие, на време лани на време вода имате ли пуштено со се? Вода има, него тие што го крадеа дека се парите, водни заедници. Имаше водни заедници Тркање и Чешино. Тие да се најдат дека се парите. И за тоа пропадна нашата водна заедница. Јас сум Тркање, неуспешна водна заедница, сега сме устечки ликвидација. Разбираш ли? Да се фанат криминалците. Водна заедница за Тркање збор. И почва. Вода има кај нас, а што нешто недостасува сите нас тоа недостасува. Оти само се контрам. Ја да бидам, вие да не бидете и обратно, разбираш? Кажете ми, ланската година сеидбата каснеше, така ли? Сега што очекувате од оваа година во однос на житните култури? Чекаме да заврнем уште еднаш да заврне цвршна работа. Имате житни култури, кажете ми ланската година како беше во однос на житните култури, сеидбата и слично, што очекувате од оваа година? Оризу, кои култури го снимате? Добро, во житни култури. Кажете житни ми култури. Ланската година имаше откуп. И заврши подобро. И во однос на со водостопанството, со работката. Со водостопанство немаме проблеми. Со нив работат машините, одводно од гополето и сега се пуштени на време. Меѓутоа проблемот е главен со откупот на оризу и со продажбата на него. Заменете, ако имате време, снимајте ги магазините у фабриките за ориз. Земете Спанчево, Подлок, Чешиново, кршнете у сите фабрики да видите дека магазините се пуни веќе, народот вршат притисок да се откупува, а газите не го земат ориз. Нема што да го прават. И многу е тешка наплата, и многу е симната цената, е ниска многу. Не се покрива трошковите на оризопроизводството. Има високи трошкове. Име и презиме ваше? Ѓордан Крстев.
Ваш коментар во врска со ова, господине? Па знаете дека имавме кризен штаб во петокот со сите градоначалници од источна дел кај што е Брегалница на незино ниво. Бевме таму значи заедно со ЦУК и со ДЗС. Беа представници и од Министерството за земјоделие, како и од Управата за водостопанство. Направивме некоја стратегија што би било доколку дојде тој очекуваниот, најавуваниот голем бран од дождови, со цел да ги спасиме најкритичните места. Се држевме за тој план, излеговме, значи 24 часа бевме на терен со дежурни екипи, на сите критични места кај што растеше нивото на водата, бевме скоро секаде, со машините од ДЗС, во контакт со граѓаните и мислам дека многу добро излезе целава работа, нема никакви штети. Еве како што гледаме дека и граѓаните се задоволни, и се надеваме дека вака ќе продолжи меѓусебната соработка со нив, затоа што во оваа работа сме сите инволвирани. Не сме само ние, не е само ДЗС, не се само градоначалниците, туку овде почнува од секоја единка, секој за себе. Значи од самото чистење на своите канали до секој во својата област. Така, познато е дека водоводните заедници не се покажа ефикасни, ниту се подобри наплатата, ниту пак се подобри наводнувањето на земјоделските површини. Што значи тоа? Видите, не сакам да дискутирам за работи кои што се биле пред мене. Јас ја затекнав таква ситуацијата каква што е, како действувале, колку била наплатата, ќе видиме тек. Ние сега ги преземаме сите тие водокорисници кај нас и еве апелирам дека ние постоиме токму за водокорисниците. Значи водостопанството постои заради нив, поради нив и ние земаме плата од нив. Така да, меѓусебната соработка со нив. Ние им нудиме услуга, тие ни нам плаќаат. Тоа треба да го сватиме сите дека тука треба да е взаемна соработката. Доколку едната страна не учествува, губиме сите. Дали со новоформираното водостопанство ќе се подобри работењето? Па целта на формирањето на водостопанство е токму тоа да може значи централно да се реагира каде што има проблеми. Значи не поединечно, туку централно, комплетно, со помош од влада, со помош од министерства и да се задоволи така речено секој водокорисник. Тој према нас чист, ние према него чисти. Така, што ќе добијат граѓаните со изградбата на брана Речани? Па брана Речани е голем проект. Ние не учествуваме во тоа. Тоа е исто проект таму на Министерството. Брана Речани е со цел градена значи за водоснабдување на Кочани и на Виница. Така. Тоа не се нашите сознанија, за подетални информации може да се обратите до надлежните. Дали може да се стави ред во наплатата? Тоа е веќе подлог проблем. Така. Верувајте дека тоа зависи од сите нас. Го повторив претходно. Значи не може да бараме виновник во некој. Сите ние треба да тргнеме, значи јас како водокорисник и јас како водоснабдител. Исто така и самите земјоделци, односно водокорисници. Ние постоиме за нив. Така. Ние земаме плата од нив, доколку тие нам ни го свртат грбот, не може да очекуваат од нас ние да работиме за нив. Така, колку хектари вкупно ќе се наводнуваат, а колку ќе бидат под ориз? Планирано е околу 9000 хектари, 8900 и нешто, од кои што 5000 хектари се под ориз. Што треба и кој според вас треба да преземе нешто за да не се случуваат поплавите? Сите ние. Сите ние. Тоа значи дека јас кој ќе си го средам мојот двор, така. Кој ќе си го средиме ние малото, па кој ќе го средиме градот, може да збориме и за регионот и за државата. Сите ние допринесуваме во средување на сите овие работи. Не може јас да отидам, јас да му ја копам водата на тој што му е пред неговата куќа и со неговата узурпација. Исто така тој не може да дојде кај мене, истиот тој за кој што збориме, да дојде да ме регулира браната. Сите треба да се гледаме нашата работа и заеднички да работиме на овие работи, не да бараме виновник. Јас можам во моментот да барам виновници и да се вадиме дека сите други се виновни, ние не сме, така? Да. Не, сите сме виновни. Сите, секој единка. Доколку земеме да преземаме нешто секој од нас, верувајте дека нема да дојдува. И со чистење на тие вади, и со чистење на тие канали, и со негување на тие, не узурпација, со негување. Верувајте дека ќе бидат полесни работи. Така, на крајот, кој е вашиот апел до земјоделците за предстојната сеидба? Па, како што се запознаени, верувам дека повеќето од водокорисници и земјоделци се запознаени, веќе интензивно се работеше до овој бран
На Врнежи интензивно се работеше со голем број на механизација во целиот тој тамо регион, првиот кај што доаѓа првата вода за чистење на каналите и за припрема за водоснабдителната сезона. Апелот е да не чекаат последниот момент да им бидат обработени површините. Спремајте ги површините за да кога ќе пуштиме вода да не ни викате почекајте уште малце. Ние ја пуштаме водата. Ќе се држиме, значи, кон тие некои периоди стални кои што се ги препорачуваат дека треба да се пушти вода на времено, ние пуштаме. Одлагање не би требало да има доколку во ред ситуацијата, значи збореме со временските услови. Ако е секако што треба, тогаш ние настапуваме и ги молам, значи, дека почнат веќе со спремање на површините, со обработка, затоа што кога ќе ги пуштиме веќе си ги носат сами последиците. Ние сме го најавиле, веќе најавено неколку пати во неколку медиуми и се надевам дека ќе имаме и овде разбирање за да бидат задоволни пред се тие. Ние зависиме од нив. Така, господине Гоцев, ви благодарам на гостувањето во Рапорт. Ви благодарам и на вас. Ова беше разговорот со директорот на водостопанство Брегалница од Кочани. Почитувани гледачи, вие останете со програмата на Канал Плюс. Довидување.